Со мене е денеска нашата прва гостинка, која што беше љубезна претседателката на Државната комисија за спречување корупцијата, госпоѓата Билјана Ивановска, беше љубезна да дојде вака рано на Сабајле. Станувате волку рано и кога мене рано ми почнува денот вообичаено. Кога сте во канцеларија обично? Па ова време до 8:30 најкасно сум во канцеларија. Добро, јас сакам да поразговараме денеска за ова што вие вчера го угостивте таму господинот Бујар Османи, бидејќи во вашите простори во ДКСК, бидејќи усвоивте и стратегија за борба со корупцијата 2020-2024, таа е испратена до собранието каде што ќе се разгледува, но пред да ви дадам збор, на линија имаме колешката Јелена Кадрич од Институтот за човекови права, бидејќи тие во соработка со неколку други институции денес имаат поголема конференција посветена на антикорупцијата. Јелена, добро утро. Добро утро. Кај мене е госпоѓата Билјана Ивановска и јас имам две прашања ти поставам, ќе ти ги поставам однапред. Прво е што се случува денеска кај вас и второ те молам да се осврнеш како вие мислите невладините организации дека работи Државната комисија за антикорупција. Ви благодарам за поканата за учеството во вашата емисија пред се. Денеска има годишна конференција во рамките на проектот Заедно во борба против корупцијата, која што ќе се одржи во Holiday Inn. Инаку оваа годишна конференција е во рамките на еден проект Заедно во борба против корупцијата, кој што е поддржан од Центарот за истражувачко новинарство СКУП, Институтот за човекови права и Центарот за развој на медиуми на заедниците Медиум. Инаку, на денешната седница, конференција, ќе имаме три панелни сесии. На првата ќе се дискутира за предизвиците на истражувачкото новинарство во борбата против корупцијата. Втората сесија ќе биде мониторинг на работата на Државното правообранителство, како и предизвиците со кои што се соочуваат граѓанските организации во борбата против корупцијата. Дали се сумарно да прашам, дали се големи сите овие предизвици и за новинарите и за невладините организации и така натаму, дали опаѓа можеби како да кажам интензитетот на тие предизвици или е sejedno висок како и во минатите години? Sejedno е висок, би кажала, бидејќи пред повеќе години корупцијата беше интерес и на невладините организации, па едно време како да се стиша, меѓутоа во последниве 2-3 години мислам дека повторно нашиот интерес е токму кон борбата против корупцијата. Што се однесува до работата на Државната комисија, јас имам само пофолни зборови, бидејќи во самата нивна програма и откако почна да работи новиот состав на комисијата, мислам дека покажа една голема транспарентност пред се, голема соработка со невладините организации и во самата стратегија бевме вклучени, значи од самиот почеток, и нашите предлози беа прифатени и имаме добра соработка, така да стварно само можам да дадам пофални зборови и да продолжат, да кажам, на истиот начин како и досега, а ние посекако ќе ги поддржуваме во нивната работа. Јелена, треба да привршуваме. Завршна поента. Така, завршната поента дека граѓанските организации понатаму ќе останат на еден начин watchdog и на самата комисија, меѓутоа и на Државното правообранителство. Ние како Институт за човекови права ја следиме работата на Државното правообранителство и сметаме дека треба да продолжи овој мониторинг во нивната работа. Правиме извешти на секои 6 месеци, ги објавуваме на нашата веб страна и имаме интересни податоци за нивната работа, односно за нивната, да кажам, не работа, односно не активност и не користење на просторот, веројатно што им е дадени по закон и по потреба. Оно што би можеле они да го дадат, мислам дека малку тука подклекнуваат во својата работа. Јелена Кадрич, благодарам за ова утринско јавување, а ние продолжуваме со Билјана Ивановска. Ве фалат невладини организации, тоа не знам дали е на добро, Билјана. Како ви се чини? Во индексите што ги испитува МЦМС, бидејќи има еден голем проблем Македонскиот центар за меѓународна соработка, 31 категорија испитуваат и така натаму. До пред некоја година една од главните критики беше нетранспарентност, несоработка со невладини организации, со јавноста, со новинарите и така натаму. Тоа очигледно дека сега е многу
променето и подигнато на друго ниво. Сепак, мислите ли дека сте доволно транспарентни, дека доволно соработувате со институциите, невладини вон, да кажем, вашата стручна и тесна област на делување? Знаете како, мене ме учеле многу фалби да не слушам. Ама, мислам, убаво е да се слушнат, ама да не се ослонуваме многу на фалбите, да тераме понатаму. Мислам дека работиме максимално транспарентно. Тоа го покажува еве и коментарите, меѓутоа и ефектот од работата, а тоа е стратегијата како материјал изработена, бидејќи во изработката ги вклучивме представниците на многу институции кои што беа детектирани како институции каде што постои ризик од корупција. Значи, представници од тие институции учествуваа во креирањето на стратегијата, затоа што тие изворно најдобро може да кажат каде се слабите точки. Понатаму вклучивме представници од невладиниот сектор, меѓутоа ги вклучивме и ревизорите од Државниот завод за ревизија, кои што со своето ревидирање има утврдено наоди, токму пак исто во овие институции. Исто така ги вклучивме и медиумите, и вклучивме и меѓународни Госпожи Ивановска, јасно ми е таа поента дека се сите вклучени. Кога би ве замогли во 3 точки да опишете стратегијата, кои се трите најважни поенти на тој документ, бидејќи стратегии сме се изнагледале. За се и се што јас памтам дека бар за енергетика имаме веројатно и нонстоп некои ка ни треба стратегија, бидејќи и така натаму. Да. Што се клучните 3 точки од оваа ваша стратегија која е сега во собраниска процедура? Значи, ние најмногу зајакнуваме на интегритетот, етиката, транспарентноста и системските контроли. Еве 4. Што сметате, ова транспарентност ми е јасно, етиката ми е, што се системски контроли? Во која област мислите дека тоа треба да биде? Системски контроли, да речеме подобрување на законската регулатива, да нема системски слабости, да кажеме, еве непотизмот беше една системска слабост, дискреционите областувања. Има подобрување во таа област, бидејќи излегува многу на површина и мислам дека сега веќе е релативно и опасно човек да се, ако си на држана функција, да влезеш во тој тип на некаква, да речеме... Сега, ние нели искочивме со нашите наоди, ги детектиравме слабите точки, детектиравме во кои моменти може тоа да се случи, како се прават тие финти да се заобиколи законот и да се злоупотреби дискреционото право. Предложивме промени на законската регулатива, да се стесни просторот, односно дискреционото право да се стави под контрола. Еве и Министерството за информатичко општество искочи со закон за високата раководна структура, начинот на избирање и тука да се стави под контрола, односно да се избираат професионалци. И мислам дека сепак кога ќе се стегнат сите работи од сите страни, тогаш нема да остане простор многу за злоупотреба на дискреционото право, бидејќи ќе има прави луѓе на право место. Тоа е целата работа. Јас утрова морам да извадам вест од разговорот што го водиме. Кога би оцениле од 1 до 10 со оценка вашиот однос со државата, со владата, со извршната власт, која оценка би дале во таа соработка? Ние со сите добро соработуваме. Од 1 до 10 сте околу 6, сте околу 9, седмица? Па еве 8 ќе сте. Добро, тоа е прилично висока оценка. Знаете зашто 8? Се подобрило ли тоа, бидејќи јас знам дека бидејќи во континуитет разговараме од пред вашето колку години веќе, 2 години поминаа? Не, една година. Една година. Па добро, така првото интервју со вас, така нели? Така Еве оваа година почуваме исто. Се подобрува ли тој квалитет на соработка и содржината, интензитетот? Значи, соработката е добра во тие рамки кои што се поставени. Затоа што, како што вели законот, имаат законски рок да поднесуваат документ, мислам да не обезбедуваат со документација и они тоа си го почитуваат, дури помалце си го, нели, така си го надминуваат. Сега, ставив 8 затоа што мислам дека до сега можеа да се средат повеќе работите, да се тоа да одеше електронски и побрзо и ефектот да беше подобар. Во таа област се спори, во смисла на... Да. Бидејќи јасно е дека каде што има помалку контакт со луѓе, значи кај што има таму и опаѓа принципот на корупција. Што му говоревте вчера на господинот Османи? Беше тоа протоколарна средба или реално разговаравте за проблемите? Например, знам дека имате проблем се уште со сместување, со капацитети, техника и така натаму. Ги отварате ли тие прашања? Така е, како не ги отвараме? Значи, средбата беше пред се на барање на вице-премиерот, он си прави сега протоколарни средби со
со сите институции кои што се вклучени во изборниот процес. Претходниот ден беше во Државната изборна комисија, па дојде вчера кај нас и така натаму. Значи во првиот дел од разговорот разговаравме за стратегијата, бидејќи е многу важна за предстојните активности на Европската комисија. Господинот вице-премиер треба да оди во Брисел и да реферира што државава од октомври до сега има направено за подобрување на состојбите. Сега ова е еден многу голем и важен документ кој што кога ќе се усвои во собрание ќе има големо значење, ќе биде прифатен од сите, уште да се примени, нели? Понатаму. Мислам, тоа беше првиот дел од разговорот. Неговата главна поента исто така беа активностите околу изборниот процес, бидејќи и тоа ќе биде многу важно и ќе биде мониторирано од страна на Европската комисија на кој начин и како ќе се одвиваат изборите и кои ние се активности треба да ги преземеме. Исто така тука ние спомнавме дека е добро по препораките на Греко постапи генералниот секретаријат и именуваше офицер за интегритет и ние кажавме дека е тоа добро да се прошири во другите институции во државата, значи тоа не значи ново вработување, одма да бидеме на чисто, него да се одбере човек од постечките, да се одбере човек кој што е пред се со интегритет и нема некои задни тежини зад себе, кој што ќе укажува па и на високата раководна структура на однесување што значи добар интегритет за поединецот. И тоа и него му се допадна и рече дека они од СЕП ќе почнат први тоа ќе го воспостават и така, а последното прашање нормално беше бидејќи минатата година кога дојде ни вети дека лично ќе се заложи да што побрзо да ги добиеме новите простори, ние почнавме со реченицата, жал ни е што ве пречекуваме повторно во истиве простори. Не излажавте. Па сега не знам како да кажам, тежок збор е дека дали он не излажал, ама во секој случај мислам дека треба да има поголема ефикасност во работењето на службите и поголема информираност и координираност. Мислам дека со тие работи подобро ќе се изменаџираше оваа ситуација. Очекувате ли какви избори очекувате од ваш поглед, значи од она што е ваш опис на работа и така натаму, знаејќи политичката сцена, знаејќи ги состојбите со кои се справувате секојдневно? Очекувате дека изборите ќе поминат како што треба или мислите дека сме исправени пред некои посебни предизвици? Сега, дали очекувам или се надевам, поише можеби да речам се надевам и сакам да бидат како што треба, зашто народов се повеќе треба свеста да си ја покажува. Значи, малце треба да се ги надминеме тие детски болести во себе, како да кажам. Мислам дека луѓето треба да искочат свесно и да си го дадат својот глас за таму кај што сметат дека заслужува, нели? И тоа да биде на еден културен начин. На крајот на криштата изборите ја покажуваат нашата култура, како се однесуваме, нели? Така. Тоа е тоа. А од наш аспект ние се подготвуваме за изборите, иако имавме предлози за измени во изборниот законник, меѓутоа тоа не верувам дека ќе дојде до завршница, тоа требаше да ни ја подолесни работата, но ете. За кои прашања може да ви се обраќаат граѓаните во овие 2 месеци врзани за изборите? Пред изборите. Значи за нерегуларности во изборниот процес, а исто така и за злоупотреба на средствата. Ние знаете минатата година воочи изборите, меѓутоа добра алатка поставивме за мониторирање на злоупотребата на користење на службени возила. Добро, ја гледам дека вие на вебсајтот тоа ви е првата. Да, сега ќе освежиме зашто може имало настанато промени, некој купил, продал, не знам. Еве министерот технички за внатрешни работи токму со возилата фати да се занимава од првиот ден. Можеби и тоа е во тој ресор на употреби, злоупотреби и така натаму. Да, за тоа правиме една поголема анализа и таа сега брзо ќе искочи на виделина за користењето и злоупотребата на службените возила и на што се Какви се трендовите? Има зголемување или намалување? Зголемување. Никако не престануваат да ги злоупотребуваат возила. Зголемување од аспект на тоа дека користење на службени возила за неслужбени цели, значи за приватни цели. За приватни или за партиско-политички? И тоа не може да се... Значи тоа кој може да го докаже? Так, значи ние ќе продолжиме исто со истата алатка, со тоа што со граѓанските здруженија имаме добра соработка, тие имаат свој посматрачи на терен
со нив ќе оствариме комуникација како и минатата година да не известуваат од овој аспект и тоа не само за возилата, туку и за се она што ќе се користи како рекламен материјал, затоа што тоа после треба да се најде свое место во финансискиот извештај, а токму ние треба да го гледаме и финансискиот извештај. Државниот завод за ревизија, меѓутоа и ние треба да и кај нас ќе се доставува. Оние долгови што остана од минатите избори сега ќе се претопат во овие, бидејќи некои од партиите останаа со големи Не, долгови. изборните сметки за секој избори се отвара посебна сметка. Тоа што било Не успеа да се расчисти. расчисти таа ситуација што Епа сега. беше. Секој избори по некоја нова ситуација. Госпожо Ивановска, јас ви благодарам за вашето